Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбулант. Денеска ќе зборуваме за новата метода на породување француски царски рез. На каков начин се изведува и колку време трае породувањето. Зошто се смета дека францускиот царски рез е подобар во споредба со класичниот. Доцент доктор Игор Самарџиски, гинеколог акушер, субспецијалист по перинатологија при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, е гостин во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Добар ден, Марија. Добар ден на сите гледачи на Телма амбуланта. Со задоволство сме во твојата емисија и се надевам дека на гледачите ќе им биде интересно. Минатата година бевте во болница во Ница во Франција, каде што изведовте неколку вакви царски резови, кои што се нарекуваат екстраперитонеални, и потоа вашето искуство го применивте на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, така што вие сте исклучително соодветен соговорник за оваа тема и ќе ни ги објасните сите аспекти на овој начин на породување. Ќе започнеме со тоа дека царскиот рез е една од најчестите хируршки операции во светот. Вела дека 30% од децата на свет доаѓаат на ваков начин. Низ историјата, кога прв пат царскиот рез е документиран како медицинска интервенција за породување? Да, вистина царскиот рез е толку вообичаена операција во денешно време, така на глобално ниво, некаде околу 20 милиони царски резови годишно се прават во цел свет. Впрочем, една голема хируршка процедура, која што се изведува со причина да се породи бебето по тој пат, по абдоминален хируршки пат, во услови кога вагиналното или природното породување би било на некој начин лошо однос или на мајката или на бебето. Затоа се применува овој вид на породување. Инаку, царскиот рез веројатно е првата процедура хируршка која што човекот е направил, веројатно некаде дури во камено време со некои примитивни орудија. Меѓутоа, за прв пат се забележени записи, значи, од римското време, значи, дури и римјаните стари имале и посебен закон што го регулирале тој вид на завршување на раѓањето, така наречениот лекс Цезареа. Инаку, се верува дека таа процедура била пред се правена од некои религиски моменти, не заради тоа што во тогашно време би се спасувало мајката или детето, бидејќи најчесто се правеле и во моменти кога мајката, односно родилката, била почината. Така да, сосема од други причини се правил царскиот рез, но понатака низ вековите и низ годините се повеќе се применувал тој вид на породување, се до некаде почетокот на Ренесансата, кога луѓето сфатиле дека фактички породувањето со царски рез би требало да биде во полза на мајката и на детето, а не само заради тоа што од религиски причини би требало да се извади, да речеме, условно речено, новороденото и да се закопат посебно. Тоа беше причината уствари за првите царски резови во римско време, но понатака, значи, еволуцијата на човекот и на човекото битие и неговото самопостоење довело до унапредување и на самата процедура и помисла за тоа што уствари царски рез би требало да значи. Царскиот рез би требало да се изведе кај трудницата кога има некакви компликации или за идната мајка или за бебето, но се повеќе трудници кај нас и во светот одбираат да се породат на ваков начин, верувајќи дека е побезбеден и помалку болен во споредба со спонтанното породување. Па дали е тоа навистина така? Дали е побезболен? Не би сакал да бидам многу груб во однос на гледачите, меѓутоа апсолутно погрешно мислење е тоа, дека е побезбеден. Царскиот рез е во англиската литература објаснет како life-saving процедура, life-saving procedure, во смисол кога мајката и детето се загрозени во смисол на текот на породувањето. Онака што би значило тоа значи, на пример, во времето кога се етаблирала таа процедура, кај крупните деца најчесто породувањето се завршувало или со смртта на мајката, бидејќи не можело да се породи детето, со денови се пораѓале, или пак со некои мутилантни интервенции во однос на вадењето на детето,
при што мајките биле често оштетувани и исто така често умирале. Значи, самата процедура е life saving во однос на тоа кога мајката има проблем и кога детето исто така би било загрозено со породувањето низ вагиналните патишта во однос на неговата големина, во однос на неговата гестацијска старост, односно прематуритет или во однос на поставеноста на плодот. Тоа ние го викаме тоа царски рез по индикација, значи по потреба, вистинска потреба. Во денешно време многу мајки, идни мајки, се определуваат за така наречен царски рез на барање, мислејќи дека тоа побезбедно, мислејќи дека помалку боли, веројатно и донекаде се во право. Но болката е многу индивидуална категорија на осет, бидејќи некои мајки се породуваат без проблем, некои други мајки пак реагираат на најмала болка. Она што би сакал да кажам дека статистиката покажува, значи тоа е модерната статистика од овој век и векот што измина каде што се многу зачестија царските резови, е дека царскиот рез исто така не би сакал да ги исплашам, меѓутоа тоа е статистиката. 4 до 5 пати е поопасен за мајката отколку нормалното вагинално породување доколку тече нормално. Во услови кога породувањето не тече нормално и има причина да се направи царски рез за да се спаси мајката или детето или двајцата, тогаш сето тоа е оправдано. Но тоа би го споредил јас како да речеме правење заби, пломбирање заби на нерасипани заби. Така убава е комперацијата и разбирлива. Така сликовито да појасните всушност зошто не треба да се прави царски рез кога нема потреба за тоа. Кои се можните компликации? Ве споминавте дека носи низа ризици. Така. Значи, да не звучам нескромно, но пред да дојдам тука, јас бев во амбулантата и ние на клиниката, јас работам на клиниката за гинекологија во 6 веќе 30 години. Значи, амбулантски имаме и оперативен дел, каде што секојдневно ние работиме царски резови. Доаѓам од ситуација каде што жената која што има индикација за царски рез, значи оправдано се случува царскиот рез, после пола сат, значи тоа е така наречено периоперативно крварење, кое што повторно моравме да ја внесеме во сала операциона, со исклучително фрустрирачка брзина мораше да се спасува жената, бидејќи крварењето од постоперативниот, значи тоа е она најбрзиот момент после операција, половина сат, каде што таа почна повторно да крвари, од резот моравме да ја отвориме. Буквално искачам од таа сала, каде што колегите, јас бев и присутен тамо, пред да дојдам, значи ја вадеа матката. Значи, аспектот на опасноста на царски рез кога не треба е, да речеме, може да се сврста во 4 групи. 4 до 5 групи, ако го земеме и репродуктивното здравје. Првата група е анестезиолошкиот момент, каде што анестезијата исто е една посебна техника, каде што особено во акушерството, кога се работи за итни ситуации, не се знае обично што има пациентот друго нешто. Може да се случат компликации од анестезија. Потоа, крварењето во текот на самата операција или како денешниот случај набрзо после операцијата исто така е проблематичен. Трансфузиолошките проблеми од смисол на посеоперативните тромбоемболии се многу почести кај пациентки што се оперирани отколку кај нормално породени. Бидејќи значи самата процедура е таква да мора после тоа жената да лежи повеќе, да не се движи, а сето тоа влијае на намалување на тромбоемболијата кај нормално породени кои што се движат веднаш се хранат. И аспект на репродуктивното здравје, бидејќи со секоја интервенција се зголемува потребата за следните раѓања да се завршат оперативно, а тоа носи па последици. После 3 до 4 царски реза веќе е опасно за мајката и тука се наоѓаат најголеми проблеми после тоа ако се работат повеќе царски резови и потребно е повторно да се породи жената, не може поинаку освен со царски рез. А доктор, има ли различни техники на изведување на царскиот рез, бидејќи некои трудници имаат вертикален рез, други имаат хоризонтален? Така. Значи техниката е иста. Зборам за класичниот царски рез. Значи треба да се влезе во стомакот, во абдоминалната празнина, меѓу цревата, да се дојде до матката, да се засече матката и да се извади бебето и потоа треба се да се сошие тоа. Вертикалниот и трансверзалниот рез, односно напречниот, е технички гледано различен во да речеме брзината на отварањето на абдомена. Кога се работат итни ситуации, каде што брзината е многу битна, тогаш се прави вертикален рез.
бидејќи многу побрзо се отвара технички гледано. Поинаку, кога не е толку итно, се прави трансверзален рез, кој што жени па од друга страна е поестетски и поише го преферираат, и ние тоа го правиме, мислам, веќе во 90% случаи, бидејќи самата техника со вежбањето е истоветно брза како и класично. Така многу ретко денеска правиме тој вертикален царски рез. Инаку сето друго, сето останато исто. Тоа е во смисол на класичниот царски рез. Ако веќе зборуваме сега за францускиот. За францускиот, така наречен француски, иако ја не би го нарекол така, тоа е малце и од медиумите така. Комерцијален термин. Комерцијален, бидејќи Но медицинскиот е екстраперитонеален. Екстраперитонеален. Што тоа значи? Тоа во превод значи она што ви го кажав дека треба да се влезе во стомакот, во стомачната празнина. Таа стомачната празнина има една вреќа, обвивка, ципа, се вика перитонеум, тука се цревата и перитоналните органи, и тие се заштитени во таа врекичка, и тоа е едно стерилно место кое што е многу осетливо. Со неговото отварање се отвара патот на влегување на бактериите внатре во стомачната празнина, и може да настанат компликации во смисол на инфекција. Тоа е еден од моментите кои што не го спомнав преска како нуспојава на царските резови. Но сето тоа не е толку често за да луѓето се плашат од царски рез или да ги заплашуваме ние сега нешто, бидејќи вистина каде што треба царски рез е неопходен. Неопходно потребен. Екстраперитонално, самиот збор надвор од перитонеум значи дека ние не влегуваме во перитонеумот, влегуваме, да, точно, не влегуваме во стомакот, него влегуваме со исти трансверзален рез, но пониско влегуваме и доаѓаме до еден дел од матката која што не е во перитонеумот, туку е испод перитонеумот, сместена позади бешиката. Тој дел се вика супрацервикален дел, каде што исто може да се засече и да се извади бебето. Значи не влегувате преку цревата, преку... Да, нема таков влез? Нема допир со цревата. Подолу е резот од класичниот царски рез? На кожниот рез е сосема на исто место. На исто место е. Само влезот е поинаков. Резот на матката е нешто подолу отколку класичниот. Таа е една специфична регија која што ние кога ќе влеземе од озгора, што викаме ние класично, не ја гледаме. Меѓутоа, со техника на екстраперитонеален царски рез или паравезикален царски рез, со посебна техника која што не е многу комплицирана, искрено, меѓутоа сепак бара искуство едно. Еве да речеме моето 30 годишно искуство, кога јас отидов минатата година во Франција на 7-дневна обука, јас таму бев на обучување, бидејќи ми беше чудно, слушнавме ние како млади специјализанти дека постои некој екстраперитонеален царски рез, меѓутоа нити сме учени на не, нити сме вежбале, ниту некој ни покажувал. Така да таа едукација ми помогна да со мојот ментор во болницата во Ница му асистирав и всушност учествував директно hands-on, значи на тие операции. Пошто човекот кој што беше ментор беше и помлад од мене, и јас бев скептичен како јас ова сам ќе го направам таму. Но он мене ми рече: Игор, па ти си вика искусен, ти веќе имаш искуство, значи мислам дека ќе можеш, полека ќе можеш и сам, пошто ме виде како работам. Тоа беше некаде крајот на септември и првата операција ја направив на 8 октомври, кај една пациентка која што вистина имаше индикација за таков царски рез. Ке ни ги објасните индикациите кои се? Значи техниката е нешто поинаква од класичниот, меѓутоа принципиелно доста различна во однос на тоа дека не влегуваме во перитонеумот, и тоа е она што е сврзано со евентуални некои последици или па придобивки. Ќе ги разгледаме сите, само би сакала да ве прашам дали родилката активно учествува во породувањето. Можеме некаде да прочитаме дека користат некои цевчиња во кои што дуваат, дали е секогаш неопходно тоа да се примени или не? Вака, значи, самата концепција на породувањето на Балканите, одека кај нас, и во земјите од развиени од запад, е малце поинаква. Значи, кај нас сепак тие услови се уште, да речеме, не се толку patient-oriented, што би се рекло, поише, да речеме, технички гледано да се заврши се добро, да биде се добро, да мајката биде жива и здрава, да се роди и бебето. Меѓутоа, она задоволството на раѓањето, тоа ќе треба едно време да ние тоа го малце тука исто така етаблираме.
Но сепак морам да кажам дека во болницата кај што бев, значи се внимава на тоа. Тоа е една болница која што е во Ница, каде што има традиција своја со клиентела која што живее во таа регија, па и од надвор. И тоа промовирање на задоволството на жената, бидејќи посебно во услови кога царскиот рез изведа воопшта анестезија, жената воопште не е свесна. Меѓутоа, последно време, значи некаде и 90% од нашите пациенти се пораѓаат во спинална регионална анестезија, они се будни. И французите искрено во таа болница, значи тој чин на породување го сака да го приближат како да мајката раѓа вистина онака природно. И учествуваат они, имаат и обуки претходно, имаат и обучен персонал, така да учествуваат активно со исто еден посебен вид на анестезија, исто е битна дека и тука има финеси, значи анестезиолошки, каде што она може да напнува, да дава напон. Да дава напон, да во тек на раѓањето и она гледа како фактички детето искача од стомакот. Значи да го доживее мајката, да го доживее на некој начин и тоа како така. По раѓањето. Меѓутоа, од разговорот и со луѓето тамо што работат, а и од тоа што го видов на лице место, не е секоја што изводливо баш така, бидејќи самиот простор на тој екстраперитонални простор е често мал, тесен и може да треба да се употребат некои додатни инструменти кои што французите ги употребуваат за да се олесни и вадењето на бебето, условно речено. Бидејќи вистина, мислам, реално е дека тој простор заради тој габарит на простор помал, малце подолго трае вадењето на бебето. Значи, поредувањето со француски царски рез трае подолго во споредба со класично, подолго во смисол на минута две. Значи, на вистина мало време. Малку време е тоа, меѓутоа, во услови на итност, секоја минута ни е битна и затоа се оди класично кога треба многу брзо да се реагира, да се изведи бебето што побрзо. Тоа е во случај на акутна асфиксија, задушување на плодот, кога се одлепува постелката или папчаникот е обмотан околу главата, каде што нема кислород, мора да се заврши оперативно траѓање у рок од 5 до 10 минути. Тука секоја минута е многу битна. Така, докторе, се става ли катетер во бешиката при породувањето со француски царски рез? Да, на почетокот, кога околу таму крајот на 90-те, почетокот на 2000-те години, Денис Фаук го промовираше тоа повторната употреба на екстраперитонален царски рез, тој у почеток не става катетер, поточно. Пред интервенцијата се празни бешиката, таа е празна, бидејќи во тек на било која интервенција во стомакот во врска со матката, бешиката мора да биде празна, бидејќи таа смета инаку е полна, мора да се испразни. Меѓутоа, јас на лице место го видов тоа и со своји очи, значи сепак жените имаат катетер, но што е разликата? Разликата е што катетерот се порано се вади. Кај класичниот царски рез, пошто жената лежи 24 сати неподвижна во кревет, прима инфузии, таму стои катетер бидејќи таа не може да стане да мокри. Меѓутоа, кај овој тип на царски рез, пошто жената ние стануваме после 5 до 6 сати и го вадиме после катетерот и тие што се спремни, па тоа е некаде од 10 жени што јас ги оперирав, 8 се спремни да станат и сами да идат да мократ, катетерот се вади, така да и тоа скратување на стоењето на катетерот е многу битно, бидејќи катетерот сам по себе може да носи инфекција. Ајде сега да ги погледнеме предностите на францускиот царски рез во однос на класичниот. Имаме тука еден телоп кој што ќе го погледнеме и меѓу првите предности вели послаби се болките, помали се болките. Точно ли дека родилката ќе чувствува помала болка? Колку помала болка? Вака се, значи. Сепак има оперативен зафат, има рез, шиење. Така е. Како што кажав, пред се болката е индивидуална работа. Субјективно секој си ја перципира болката. Меѓутоа, таа ципата перитонеум, тој е многу осетлив дел од нашето тело. Самата манипулација со перитонеумот, со тоа кога се иде класично со царски класично, тој се прво се отвара, се расекува перитонеумот, па се на некој начин тегне, ние правиме простор. Па после тоа се шие, сето тоа прави дразба. Ме разбирате? Так. И самото тоа што тој анатомски дел не се гиба. Исто така манипулација со цревата имаме внатре, мораме да ги тргнеме од матката. Тоа е сега малце можеби имагинарно вака. Меѓутоа, самата манипулација на ткивата придонесува за болката. Така да, апсолутно, постојат студии каде што перцепцијата, значи тоа се
психолошки студии кои што покажуваат квалитетот и степенот на задоволството на пациентките. Така да, студиите покажуваат, тоа се големи француски студии кои што кажуваат дека да, дека болката е помала е перцепцијата на болката од тие што се породени со екстраперитонален царски рез, отколку со класичен. Но морам сепак да потенцирам дека да не се разбере погрешно од тие жени, пациентите ќе сакаат тоа да се прави. Не е за секого прикладен тој царски рез. Не е за секого. Значи сега ќе ги видат предностите кои што ќе ги наброиме и ќе дојдат и ќе побараат да се породат на таков начин. Да, точно така. Една од предностите е да речеме намалена болка. Втората предност е така побрзо закрепнување. Тоа на што го спомнав пред малку, дека после 5-6 сати веќе може да стана да се движат. Може да стана, да, бидејќи тука и анестезијата е многу битна. Спецификите на анестезијата исто што еве да речеме во Франција употребуваат и на нашата клиника веќе почна да се работи на тој начин со екипата анестезиолози кои што работат секојдневно со нас и они се составен дел од тимот без кој што не можеме и што е нарочито битно за овој тип на царски рез, бидејќи самата анестезија има своји нуспојави после породувањето, така да може да биде ограничувачки момент и во самата операција и постоперативно, да се сите тие работи што ги ние викаме дека не се исполнуваат. Значи, самото движење, станување е една одлика на жена која што е здрава. Лежењето само по себе 24 сати е многу макотрпно за жените веројатно и не е природно. Така да тоа е втората таа, побрзо закрепнува. Третата работа е еве ние извоивме помала и поцврста лузна. Дали е тоа точно? Тоа се мисли на лузната на матката. Значи мора да разграничиме некои работи. Значи кога се збори за лузна, пациентките наши сите ги гледаат овие лузни надворешни. Надворешните лузни се со разни лични техники на шиење, различни, меѓутоа сега имаме вообичаена процедура со тие трансферзални резови и шиење така наречено интрадермално, да тие не се познаваат многу. И тоа сепак индивидуално, бидејќи некои пациентки прават лузни сами по себе. Така да некои имаат поголеми, меѓутоа најчесто не се познаваат. Тоа е надворешно. Внатрешната лузна е сосема друго нешто. Значи таа е поцврста и помала. Вака се. Значи кога ќе се исече матката да се извади бебето, таа мора да се сошие. Шиењето, а тоа се мускулни влакна, кои што на некој начин ние ги сечеме, ги прекинуваме континуитетот. Како секоја некоја материја која ќе се скине, па ќе се сошие, таа има тука слабо место. Проблематични се наредните породувања на тоа местото, бидејќи тогаш може да дојде дехисценција, до попуштање на шавовите. Тоа е проблематично. Шиењето иницијално по методата на Денис Фаук, а и во Ница каде што бев јас, е така наречен со кружен шев. Значи, кружен шев. Поинаков начин дури на шиење. Да, поинаков начин на шиење, што да речеме не е специфика само за овој царски рез. Може и во обичниот царски рез да се примени, меѓутоа, како што кажав за екстраперитонален царски рез, и овој вид на шев исто ние не сме го апсолвирале во нашите студии, не сме го применувале често. Сега во последно време почнавме да го применуваме, така да ќе треба да се направи, ние тоа вика медицински студии кои што ќе ни кажат дали е тоа така или не е така. Студиите од Франција викаат дека компликациите при следните раѓања со таков шев, кружен, така наречен purse string шаф, се вика, специфично се шие кружно, тој е поцврст, бидејќи помала е лузната. Ако кај класичниот лузната е некаде на матката зборам 10 сантиметри, тука е некаде 5-6 сантиметри, значи помала е, слабото место е помало. И тоа исто се докажува со значи студии. Се треба да се докаже со студии. Ние се уште имаме многу малку искуство, еве јас лично од 10 направени царски реза таков тип. Не можам се уште да кажам дали понатака кога ќе раѓаат ќе има некој проблем. Ќе видиме. Така, на искуството верувам дека ќе покаже како и во останатите земји каде што се применува подолго. Веруваме дека туѓото искуство е вистинско, веродостојно, зашто да не? Ајде да погледнеме уште неколку предности. Следно вели нормално функционирање на цревата и мочниот меур после породувањето. Тоа е многу битен момент. Тоа е поврзано со таа перитоналната празнина или перитоналната марамичка, која што е многу осетлива. И каде што цревата се заштитени и тие не се гибаат природно. Но при класичниот царски рез ние мораме да ги манипулираме цревата, да ги тргнеме, да ги ставаме
да речеме сега да гази малце, па ги тргаме, па се тука се тријат тие и така се. И исто така се изложени на сето тоа што искача од матката, фактички влегува меѓу црева. Да речеме крв, остатоци од овојци, разни други материи, па дури бактерии. Па ние мораме да ги чистиме, да ги манипулираме со гази, да ги бришеме. Тоа е една процедура која што не трае долго, меѓутоа сепак е манипулација. Кај екстраперитонеален царски рез воопшто не влегуваме внатре, меѓу црева, тие се интактни, викаме, затворени се, како во една херметичка, значи, опна и апсолутно секоја по физиологија на работата на цревата, пошто тие се херметички затворени, секое нивно манипулирање доведува до нивна дисфункција. Значи, првите денови од после класичниот царски рез, цревата се малце дисфункционални, па знаат да се надуваат, да имат метеоризам, па знаат да жените да немат столица. Сето тоа оптеретува и прави проблем. А посебно ако се накалеми и уште некоја инфекција од озгоре, тогаш може да настане и така наречена многу опасна компликација, тоа е перитонитис. Да спомнам само некои членци гледав од минатото, тој перитонитис е најголема причина за морталитетот на мајките. Инфекциите. Воопшто инфекциите, да. Тој дел од еден членок од 50-тите години кога они анализираат во една болница во Англија, најголемиот причинител е перитонитот, вика, и тоа кај случаи каде што не се поврзани со инфекции, туку кај царски резови во врска со крупни деца. И после тоа дават преглед на тоа што предлагаат они, и они меѓу другото предлагаат да се реетаблира екстерперитонеален царски рез кај такви случаи, значи кои што се сврзани со инфекции, за да не би настанала смрт од перитонитис. Следното што го извоивме ние како предност при францускиот царски рез е тоа што го појаснивте и се однесува на внесот на катетерот во мочиот мир, затоа ќе преминеме на останатите предности, вели помали шанси за инфекција. Тоа е токму ова што го кажав пред малку. Значи инфекцијата, посоперативната инфекција за било која хируршка процедура, не само за царскиот рез, туку и за кардиолошки процедури и абдоминални, инфекцијата може да биде погубна. Значи тоа е една од најчестите причини се уште кај нас за смртноста на мајките. Покрај искрварувањето и покрај, да речеме, тромбоемболиски инсулти, меѓутоа перитонитот, односно инфекцијата е една од најголемите причини за смртност и за морбидитетот. Не мора да жената да умре, не дај Боже, меѓутоа може да има проблем со раната, па да таа се заздравува долго време, па да има понатака проблеми со сраслините во внатрешните органи, тоа е она што инфекцијата придонесува, да понатамошните бременности може да бидат комплицирани, дури и да настане инфертилитет. Јас коментиравте побрзата подвижност после поредувањето, пократка хоспитализација. Што значи тоа пократка хоспитализација, докторе? Да, просечно, значи кај класичниот царски рез, ние жените ги пуштаме четвртиот ден после операција, ако е се во ред. Значи 3 до 4 дена трае хоспитализација кај класичниот царски рез во нормални услови. Кај екстраперитонеален царски рез барем за 1 до 2 дена може да биде пократка хоспитализацијата, бидејќи порано се раздвижуваат жените и веќе в третиот ден веќе они сакаат да одат дома, бидејќи и се хранат и се дојат, и ако е бебето во ред, веќе втор ден, па ние дури некојаш и превентивно ги држиме уште еден ден, малце да не се случи нешто, инаку може да си одат дома најнормално. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со разговорот, има уште многу факти кои што треба да ни ги откриете за францускиот царски рез. Почитувани, останете на Телна. Со доцент доктор Игор Самарџиски, гинеколог акушер, субспецијалист по перинатологија при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, денеска зборуваме за новата метода на породување, француски царски рез. Од овој момент, почитувани, и вие ќе можете да се вклучите во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Докторе, кои пациентки се кандидатки за француски царски рез? Еве, откако некои од нив ќе изгледаат емисијата. Може да ви придат и да побараат да се породат на ваков начин. Може ли такво нешто да се договори оваа техника на породување? Сега ова е веќе
Повеќе прашање во едно прашање. Так. Имаме прашање на царски рез на барање и врста на царски рез, односно да речеме условно речено екстраперитонален царски. Првиот услов мора да биде исполнет. Кај нас на клиниката Да има потреба за тоа. Да, точно така. Значи не може некој да посака и да се породи на таков начин. Може, ама тоа е во исклучителни ситуации каде што некој има евентуално психолошки проблеми со породувањето по вагинален пат. Но тоа се проценува, да. Но тоа се проценува од стручни лица. Значи психолошка поддршка, значи разговори. Ние имаме психолози на нашата клиника и се случува да доаѓаат жени, но тоа се жени што и често имаат и некои други проблеми, па лежат во болница и бараат царски рез, иако ние сметаме дека нема потреба тоа, бидејќи може сосема безбедно да се заврши вагинално, па дури е пожелно за некој. Така да таа психолошка потреба кај жени што имаат бараат царски рез се обавува кај нас и при тоа сепак не е само доволно психолошки разговор и проценка на пациент зошто онака тоа го бара. Туку треба да и се објасни на жената што значи царски рез. Токму ова што го збориме ние сега. Што го појаснивте денеска. Да. Детално. Токму тоа на жената и стана јасно што се придобивките, што се индикации, што е потреба, а што е да речеме барање. Во други земји постои такво нешто и па и кај нас постои барање во приватните болници. Меѓутоа тоа се други односи. Нашата клиника е универзитетска институција која што се бави со едукација на млади специјалисти кај кои што ние ги едуцираме на тој начин и после тоа ги испрашуваме во врска со индикациите и потребите од царски рез. Значи не можеме да се уште во книгите кои што служат за едукација нема царски рез на барање по основа на само желба. Има по основа на психолошки проблем, да. И тоа се утврдува. И се нуди царски рез ако веќе анксиозноста, стравот е толкав голем да вистина представува пречка. Но најчесто не е така. Значи првиот услов мора да биде исполнет. Тоа е да има индикација потреба да се оперира. А доколку има потреба? Зошто? Зошто? Затоа што компликациите се во таков смисол да може да биде проблем после тоа дури судско-медицински проблем да биде, ако нешто се случи. А ние сме сведоци во нашето општество дека веднаш се знае кога нешто ќе се случи на некоја родилка некаде. И ако пратите, и ако луѓето ако се помислат тоа што се причините, ќе видат дека тука има најчесто на барање царски рез и на договарање. Тоа кај нас не функционира така баш. Не би требало да функционира и на други места. Меѓутоа, нашето општество е така и така и во други земји. Така и во други земји, и во други земји, во јужноамерички, особено таму е голем посебно процентот. таму, Кореја исто, така натаму. Вториот услов е да, значи првиот услов да има индикација, вториот услов е да има некој што знае да го направи, што има доволно искуство и што ќе биде тоа безбедно, бидејќи не е сеедно. Ако не е нешто комплицирано, меѓутоа сепак е специфично. Може да настане компликации. Тимо треба да има добра обука. Така е. Треба да има обука и искуство за да може и да пренесе. Еве, условно јас се осеќам дека се уште не сум баш толку, да речеме, со толку големо искуство да можам да кажам да идеме, тераме се и нема проблем. 10 царски реза се едно искуство, меѓутоа ми треба уште. И тимо треба, и анестезиозите. Дека треба да се Па видите да ви кажам, за едно добро искуство во секоја хируршка техника, да не кажам 100 интервенции, ама 50 сигурно треба да има човек. И сепак секој пациент и секоја интервенција е сама за себе и може да се случи некој проблем. Да. Така да, окей, тоа го имаме, ќе го стекнеме искуството. Меѓутоа можам да кажам доколку родилката носи голем обим, да тргнам од спротива, во кои услови не може да се изведе. Пред се, ако е преголемо детето, на пример преку 3.800 кг, 3.800 грами, 3 кг. Значи, тоа е горната граница. Па некаде според мој искуство е до кај 3,5 кг е најсоодветно, бидејќи после тоа веќе е тесно, може да се случат компликации. Значи не сме да биде преголемо. Втора работа, не сме жената да има пропратни некои заболувања кои што се поврзани со трансфузиолошки проблеми, бидејќи регијата каде што се прави засекот и таа околната регија може да се создаде хематом, односно да се случи крварење кој што после голем проблем. Трето, кога има постелка ниско која што лежи надоле преку главата и во долниот дел
не смее тука да се сече бидејќи ќе се раскрвари многу, ќе не може да се сопре крварењето. Четврто, значи позициите на бебето исто, ако се карлично и преголеми или се трансферзално, исто се тешко за екстракција. Значи, неколку фактори се во прашање за да се оствари тоа. Но, доколку се исполнат тие услови, зашто да не? Јас се разговарам и, да речем, и во тек на дежурствата разговараме, сите пациенти ќе се известуваат и потпишуваат така наречена согласност за тоа. Им се објаснуваат и прашуваат како, зошто, па слушаат он. Им објаснувам дека тоа е таква метода, може да се направи, ќе пробаме. И многу е интересно што доколку се случи некоја компликација, тој екстраперитуарен царски рез многу лесно се преминува така наречена конверзија, па идеме класично. Така да имаме ние излез во ситуации каде што непредвидени. Меѓутоа, за да биде успешен, тој треба да биде целосно како што треба, за да не се комплицира и да не се дезавуира самата процедура, бидејќи многу компликации значи дека нешто не е во ред. Така. Ние да чукнеме од вака, од 10 имаме само една конверзија. Морам да кажам искрено дека пациентката сосема си одговараше со своите параметри и со индикации, меѓутоа имаше анестезиолошки малце проблем, не беше условно речено таков тип на анестезија и моравме да преминеме на класичен скрез, али тоа е тоа. Имаме двајца гледачи да ги може во програма, да им дадеме предност, малку почека, се надевам дека се уште се на линија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ве слушаме, добре, во програма сте, повелете. Ајде уште една шанса, мислам дека е гледачка во прашање. Добар ден за неа, ако не да го вклучиме вториот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Сакам да ви ја поздравам емисијата. Благодарам. И воедно да го поздравам доцентот доктор Игор Самарджиски, воедно најстручен доктор е на клиниката за гинекологија и кушерство. И само му посакувам да продолжи така, да реди успеси за успеси. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Благодарам јас. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Не, си исклучил. Јас се надевам дека во текот на емисијата ќе се јави повторно на телефонскиот број 3076 677. Докторе, да се вратиме на темата на која што денеска зборуваме. Францускиот царски рез се појавил во 90-тите години на минатиот век, што значи не е баш толку нов, но новие простори е релативно нов. Информирани ли се родилките за оваа метода на породување? Се случува ли да се распрашуваат, да доаѓаат на клиниката? Па, после оваа емисија сигурно ќе се распрашуваат повеќе, Марија, но ќе те исправам. Дури оваа метода не е од минатиот век, туку од предминатиот век. Да, тоа е онај чланак еден што јас го цитирав. Значи, екстраперитуарен царски рез изведуваше во услови кога се уште немаше ниту антибиотици, ниту други средства, ниту добра анестезија, каде што се практикувало за да се спаси животот на жената, баш поради причината кога ќе се направи царски рез дека 90% жените умирале од сепса и од перитонити. Да. И старите хирурзи го работеле тоа. Затоа и во овој чланок викаат од 45-та година предлагаат да се реобнови екстраперитуарен царски. Значи тоа е минатиот век. Така. И тоа во услови кога веќе Александар Флеминг пронаша пеницилин и почна да се применуваат антибиотиците. Меѓутоа, со развојот на техниката, пред се на антибиотската, значи хемотерапијата, анестезијата, трансфузиолошката служба, царскиот рез класичниот останал се по-безбеден. Во еден момент, сакам да кажам дека и претходно зборев дека и побрз на некој начин, кога во услови на брзо итно дејствување мора да се извади бебето, и хирурзите, односно гинеколозите, акушерите почнаа да го преферираат тој модел, бидејќи компликациите се помалку се намалуваа. Значи, така да 90-тите, крајот на 90-тите, почеток на 21-тиот век, французите баш од причини што добрата едукација и за екстраперитуарен царски рез во одредени услови има бенефити за пациентките, почнаа да го применуваат повторно. Значи, една стара метода, заборавена,
Јас пак ја повторам, 30 години сум на клиника, ние ниту имавме отекна специализација, ние едукација за екстрапериторијален царски рез, значи минимум 50-60 години не се употребувал. Значи на стара метода која што се најавува како нова. Се најавува, да. Се најавува и кој што во Франција, еве во Ница се употребува секојдневно. Тамо, значи секојдневно пациентките се одлучуваат на тој царски рез. Сега да речеме тамо и помала е бројноста на раѓање на децата. Значи почесто имаат по едно дете. Да речеме не е проблем ни второ да се има. Меѓутоа повеќе царски резови е исто еден од факторите кои што ограничуваат тој процес на таков царски рез, бидејќи секој сечење прави своји дополнителни компликации на матката. Повеќе царски реза, повеќе проблеми. Имаме гледач на линија или сакате да довршите? Не, слободно. Ајде да го вклучиме да му дадеме предност, па потоа ќе продолжиме. Добар ден за гледачот. Добар ден. Повторно имаме проблем со вклучување на гледачот. Ево уште една шанса. Добар ден. Не успеа да се јави. Нека се обиде повторно. Повелете, докторе. Значи, што сакав да кажам, дека екстрапериторијален царски рез во одредени услови, значи е вистинска благодет. Еве случајно, значи, како јас дојдов на идеја, тоа може би интересно. Кога една пациентка која што има невролошки проблеми со деривација на течноста, цереброспиналната течност, тоа се посебни методи каде што се деривира цереброспиналната течност во перитонеумот. Добре. Тоа се неврохирушки интервенции, бидејќи тој канален систем кај некого е затнат и онда зголемување на течност цереброспинал мора да се издеривира. И кога дојде таа пред едно 8 месеци кај мене за царски рез и се договаравме со неврохирургот како, тој е еден мој колега, многу добар, и ми вика: Игор, па што не направиш ти екстрапериторијален царски рез? Тоа е, вика, најдобро за овие пациенти. Ја викам: извини, викам, јас сум слушал за тоа, ама не го правам јас тоа. Не сум ни видел. Така дојдов на идеја. После почнав да читам дека вистина во Европа се работи. Пред се во Франција, па и во Загреб се од пред некоја година се работи. Меѓутоа јас исконтактирав со колегата во Франција, тој многу добро ме прифати, рече: нема проблем, дојди, ќе видиш, ќе работиме заедно. Таа пациентка што тогаш ја оперирав класично, бидејќи не го владеевме тој екстрапериторијален рез, имаше потоа 7 дополнителни интервенции неврохирушки, бидејќи пошто таа цевка е во перитонеумот, сето тоа што беше внатре влезено се искомплицира. Пред месец дена имав една пациентка која што е исто како неа, меѓутоа се со екстрапериторијален царски рез. И како помина? Апсолутно нема никаков проблем, бидејќи таа не се влегува во перитонеалната празнина, не се запушува тоа, и еве тоа е една споредба. Тоа е она evidence based кога ние споредуваме вака како е, а како е вака. Али тоа се пациенти кои што имаат индикација за тоа. Индикација. Значи секогаш мора да има индикација за тоа. Ајде уште еднаш да дадеме можност на гледачите да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме, повелете. Сега сум нова сум, јас не сум истата, добро е. Во ред. Така? Вака, јас сакам да го споделам моето искуство, бидејќи со првата ќерка бев породена тука во Македонија и имав тежок царски рез по оној стариот систем што викаме. После за другата ќерка бев веќе во Франција. И таму ме праша: зошто ви правеле ваков царски рез, пошто стварно е многу страшен да го гледаш. И им реков дека бебето беше окренето, значи со задниот дел на излезот, и така да беме принудени да прават таков царски рез. Вика он, ми викат: сега ние нема да ви правиме таков, ние ќе ви правиме француски царски рез. Тоа беше 92 година. Така. И почнаме, тешко се одвиваше, пошто јас сум била веќе внатрешно многу лошо истошиена и тука имаше големи проблеми и испука се внатре и надворешно и видов Свети Петар. После тоа, кога ме зашија, добро, неколку дена бев повеќе него од нормала што требаше, и сега, после толку години,
Значи, царскиот рез, многу неубав естетски кој гледа, него и проблеми, малку иде како закривено, и сега установаме дека цревата се зараснет и пошто тој е зглабнат, веќе влезен внатре, и сега цревата ми се зарастени за резот, и сега јас почнувам да имам многу проблеми. Значи, со констипации, и докторот ми вика, цревата ви се како една крпа, кога ја виткате, така ви идат цревата. И сега јас почнувам да имам болки страшни на десна страна, дали некој колит се мести или не знаме, така би прашала за совет од докторот, дали тоа треба да се оперира, поново ли, не знам како. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма и за споделување на вашето искуство во емисијата. Повелете, докторе. Па, господјата по гласот е возрастна, да, ја гледам дека поминало подолго време од тој царскиот рез, односно вториот, така да веќе тука гинеколошкиот дел не е толку битен и застапен колку евентуално хируршкиот дел на абдоминалните хирузи. Меѓутоа, мислам дека според симптомите, болките се исто така, да речеме, поврзани со сите оперативни интервенции, меѓутоа се додека функционира цревата добро, а тоа е додека имаат пасажан или поминливост, проодност на цревата. Во принцип, секоја интервенција треба да има зошто се прави, затоа што интервенциите имаат и своји последици. Би требало да се измери на тасот што е подобро, дали да се оперира некој или не. По случај мислам дека не би советувал некоја операција додека има пасажа на цревата, додека се проодни или додека нема други некои проблеми во смисол на преплет на црева или такви, бидејќи може да се јави кај тие адхезии, може да се јават така нешни бриди кои што не дозволуваат пасажа, односно проодност, а тоа се веќе други симптоми од преплет на цревата. Докторе, доколку нема индикација, секога советувате идната мајка да се породи спонтано по вагинален пат? Апсолутно и апсолутно. Значи, вагиналниот пат на породување е подобар не само за мајката, туку и за бебето исто. Значи, докажано е дека децата кои што се раѓаат со царски рез имаат почесто проблеми со дишењето. Имаат почесто проблеми со, например, инфекции. Зошто? Затоа што поминувајќи низ вагиналниот пат, тој природен еден микробиом кој што го има мајката, бидејќи вагиналниот пат е поплочен со одреден сој на бактерии кои што се и добри и корисни, да, така да полесно, условно речено, тие деца имаат поизразен имунитет, да речеме, и тоа е докажано. Меѓутоа не е тоа причина да не се направи царски рез ако треба. Тоа е она главната поента, да, ако се прави царски рез, треба, така е. Мајки кои што одбиваат да се породат со царски рез. Да, одбиваат некои, најчесто мајки што раѓале со царски рез сакаат да пробаат без царски рез. Ја денеска имав во амбуланта една пациентка. И советувате? Ми рече, знаете како? Царски рез, природно породување? Знаете како? Породување после еден царски рез е, да речеме, интересна појава, бидејќи од 100 жени 80% повторно имаат царски рез. Значи многу мал број имаат спонтано породување. Не, многу мал број завршува со вагинално. Така. Бидејќи постои опасност од пукање на тој резот. Ние тоа го пратиме во тек на породувањето. Исто големината на бебето е многу битна. Резот го гледаме на ехо. Ако е тоа попушта резот, тогаш е опасно за мајката да се породи вагинално. Ме разбирате? Да. Меѓутоа, ако тргне раѓањето и сето тоа трае добро, тоа е некаде 10-20% од тие жени, може да се породат. Но не е голем тој процент. Но не е голем и зборам за еден царски рез. Со два веќе царски реза ние априори одиме на царски рез повторно, бидејќи лузната е 2 пати, односно местото е 2 пати сечено, 2 пати шиено и се смета дека може француски царски рез по 2 породувања со после класичен? 2 не се советува, бидејќи ако бил 2 пати класичен царски рез, ние одоздола немаме пристап до горниот царски рез, бидејќи визуелно сме испод него, а тој може да биде отворен дури така наречена тивка, една руптура, ние викаме тивко раздвојување на мускулите на матката и може да има проблем после пороѓање да настапи сепса ако има допир низ вагиналниот зид. Да. Имам уште еден гледач, јас ке замолам само да биде што концизен со прашањето во интерес на времето. Добар ден.
Добар ден. Добар ден за гледачот? Не. Добро, докторе, и моето последно прашање за денес е поврзано со вашата обука во болницата во Ница. А таму се породила Анџелина Џоли, ако ако е точна информацијата. Да, така, ја не знаев дека е таму, меѓутоа царски рез? Породена или не? Мислам дека не. Тоа се случило 2008 година, таа имала близнаци. И мислам дека ја пораѓаше еден од повозрастните доктори. Мојот ментор беше помлад доктор, не беше уште, оние се некаде 42-3 години, тогаш бил помлад, сепак не учествувал во тој дел, тој ми раскажуваше само како е, да, интересна вака. Интересно за гледачите, да. Тоа е секундарен тип на болница во Ница, многу убава на самата обала. Меѓутоа се добро организирани и се многу пријатно сум бев изненаден од приемот, да, 7 дена јас бев таму, фактички 5-дневен работен дел, 5-дневна работна недела. Учествував, значи, во асистенција на колегата Велемир. Му асистирав неколку пати, после тоа заедно работевме една, значи, интервенција јас со него заедно работев. И толку имаше време, толку имаше и средства и све, и така да тоа после на крај краишто еве го работиме и тука, да. Така искуството го пренесовте тука. Со оглед на тоа дека има финеси во таа оперативна техника, ние тоа го нарековме прв степен, бидејќи втор степен е баш породувен со царски рез после царски рез. Тука има финеси кои што треба човек да ги види, да ги осети. Еве јас на пример пред да однам гледав тие интервенции на овие медиуми, YouTube, меѓутоа друго е кога си ти тамо, кога си на лице места и да ти човек кој што работи секојдневно тоа ти покаже. Он има направено и јадници. Доктора, доколку некој има близначка бременост, може ли породувањето да се заврши со француски царски рез? Тоа ќе биде едукација во вториот степен, да. Сепак ќе мора тоа да се едуцира, бидејќи таа крива на учењето е многу битна. Значи, еден од условите за да се направи царски рез да има искусен човек кој што тоа го прави. Може да има последици кои што не се баш пријатни. Така. Да. Јас ви посакувам голем успех во работата. Многу успешни зафати и верувам дека набрзо ќе го постигнете она искуство што го посакувате и со оваа техника на породување, екстраперитонеален царски рез или онака како медиумите ние го нарекуваме француски царски рез. Ви благодарам што одвоивте време да дојдете во студиото на Телма и на сите нас да ни ги појасните сите аспекти на оваа техника на породување. Благодарам, Марија, јас и на тебе и со задоволство учествував во Телма амбуланта, која што ја гледам понекогаш кога имаме време вака пауза. Така да. Задоволството е взаемно, како што гледате. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12:45. Пријатно.